Местото каде е лоциран панаѓурот, претворен во вистинска депонија. Купишта ѓубре, искршени керамиди, сува трева и гранки. И нешто што граѓаните го нарекуваат скандалозно и зашто во прашање е здравјето на жителите, но и оние кои секојдневно минуваат од тука. Мртви тела на кучиња оставени пред зградите да скапуваат подолго од 1 месец, и тоа на најпрометното место каде минуваат скоро сите кои живеат и кои не живеат во овој дел од градот. Од мртвите тела се шири неподнослива смрдја. Тие се вистински извор на зараза, се жалат станарите. Луѓето несовесно и кога се празни контейнерите остават до тоа. Сега треба луѓе кои треба да биде кои остават до крај. А некои се остават и со запалена пепел се палат контейнерите. Не е само овде. И кај филтер станицата, кај што и таму баш 3-4 дена одевме чистим преку собранието. Може би потребно да остават некој дежурна служба кој фате да си тоа плаќат инаку. Станарите се обратиле до комуналното јавно предпријатие Водовод, но не наишле на разбирање и засега не е направено ништо. Од предпријатието со одговор, што се однесува за нечистотијата и полните контейнери, Водовод реагирал и редовно го собирале сметот, но истакнуваат дека си имаат работа со несовесни граѓани, кои да е празен контейнерот, ѓубрето го фрлаат до него. Што се однесува за мртвите кучиња, од Водовод велат дека деца од тој дел од градот си поигруваат со животните, ги малтретираат, се изживуваат врз нив и ги убиваат, и сликата на мртви тела од животни во овој дел од градот е честа, рече техничкиот директор на Водовод Александар Евтимов и апелираше за подигање на свеста кај тамошните жители да не се уништуваат и малтретираат животните. Од друга страна пак, вистински пренесувачи на нечистотијата се кучињата скитници, кои секојдневно се собираат кај преполните контейнери. Станарите апелираат до Водовод, што е можно побрзо да се реши новонастанатиот еколошки проблем, за да не дојде до ширење на зарази.